Синдикатите го поддржуваат предлогот на ВМРО-ДПМНЕ за зголемување на платите во јавниот сектор за 5%, а за кој предлог денеска имаше јавна расправа во Комисијата за труд и социјална политика. Од Конфедерацијата на слободни синдикати и од Сојузот на синдикати на Македонија велат дека се надеваат дека предлогот ќе биде прифатен од страна на парламентарното мнозинство. Сметаат дека само на овој начин ќе се покаже волја за подобрување на животниот стандард на граѓаните. Во денешната комисија, кај што учествуваме ние како синдикати, дадовме поддршка за покачувањето на платата во јавниот сектор за 5%, затоа што ние како синдикати се бориме секој за правата и платите за работниците да се зголемат и воедно сакаме да кажеме дека сите вакви што се позитивни предлози ги прифаќаме без разлика од која страна доаѓа. Само овој начин ќе се покаже и докаже во Република Македонија дека сите политички субјекти, дека сите оние кои се инволвирани да ги носат решенијата во интерес на граѓаните и работниците во Република Македонија, навистина работат во делот на зголемување на животниот стандард на работниците. Владимир Ѓорчев од ВМРО-ДПМНЕ истакна дека предлогот на партијата е прифатлив за синдикатите и се надева дека ќе го убедат парламентарното мнозинство да го прифати предлогот за зголемување на платите во јавниот сектор за 5%. Предлогот на ВМРО-ДПМНЕ за зголемување на платите во јавниот сектор е прифатлив за синдикатите, за разните асоцијации и присутни луѓе кои што ги покриваат сите овие организации, додека пак парламентарното мнозинство, владата на СДСМ е против зголемувањето на платите во јавниот сектор. Заклучокот е јасен, а тоа е дека платите и пензиите растат исклучиво кога ВМРО-ДПМНЕ е на власт, а кога СДСМ е на власт имаме негативен одговор за зголемување на платите и пензиите, немаме отворање на нови фабрики и нови инвестиции. По поднесувањето на предлогот на закон за зголемување на платите во јавниот сектор од страна на група пратеници од ВМРО-ДПМНЕ, од партијата истакнаа дека овој предлог е само едно од многуте ветувања на ВМРО-ДПМНЕ во предизборната кампања и дека партијата има обврска како победник на изборите со најмногу добиени гласови од страна на граѓаните да се обидува на секој можен начин да ги исполнува своите ветувања.